Се асфалтира обиколницата во Штип, во делот на така наречената втора фаза, која завршува со кружниот тек на влезот на градот. Втората фаза од оваа обиколница чини 10,5 милиони денари, а ќе овозможи и поврзување на индустриските зони со населбите Автокоманда, 8 ноември, Баби, Дузлак и Сењак. Се работи за градежни активности кои што се одвиваат во изминатите денови и недели со доста засилена динамика и можам да ја информирам јавноста дека денеска започнува асфалтирањето на оваа улица, која што е многу значајна за нашиот град, и би сакал да искористам приликата да ги информирам граѓаните за да имаат уште малку трпение, да побарам од нив уште малку трпение, поради тоа што се работи на суштинско решавање на проблемот на самиот влез во градот. Делот каде што во моментов се работи, всушност е главниот влез и излез на градот и засега единствена врска со индустриската зона. Градежната механизација и големата фреквенција на возила не се добра комбинација, па се апелира за внимателност при возењето. Асфалтирањето на првиот слој треба да заврши до крајот на викендов. А наредната недела на 31 март ќе биде целосно затворен за сообраќај влезот во градот и ќе биде обележено и од полицијата, ќе се побара од возачите да ги користат другите алтернативни излези и влезови од градот, заради тоа што поради поквалитетна изведба баравме од изведувачите да ја затворат целата крстосница и кружниот тек да го асфалтираат наредниот викенд, ден недела. Го баравме тоа заради тоа што тогаш има најмал број на возила на сообраќај и токму заради тоа очекуваме доколку послужат временските услови наредната недела да биде и завршен овој дел втората фаза. Изградбата на обиколницата, особено на кружниот тек, треба да заокружи многу сообраќајни проблеми во овој дел на градот. Кружниот тек започна да се гради по реакции и протести на родители на ученици од Средното општинско училиште Колен Ехтенин, откако во тешка сообраќајна несреќа загина овдешен ученик.